Околу 47 милиони гласачи денеска одлучуваат за британската европска иднина. Што ако излезе? Кои ќе бидат политичките последици? Немам дилеми дека самиот тој факт може да влијае позитивно или негативно на Европската унија. Фактот дека Обединетото кралство, една од важните земји во ЕУ ја напушта, може да ја напушти Европската унија, ја намалува силата, ја намалува моќта, ги намалува капацитетите на Европската унија и јас се уште се надевам дека тоа нема да се случи. Меѓутоа дефинитивно ја става на тест Европската унија таква каква што ја знаеме, но и улогата на Велика Британија на европскиот континент. Но економските последици се оние за кои британското општество дебатираше со најголем жар за време на целата кампања. Читав некои сценарија од Меѓународниот монетарен фонд, најнови. Те имаат две варијанти, две сценарија, едно благо сценарио, друго поостро сценарио. Според првото до 19 година падот би бил на бруто производот околу 1,4% од британскиот БДП, но доколку Британија побара, а Европската унија прифати да разговараат за статус што го има денеска Норвешка со Европската унија, а тоа се регулирани поволни трговски односи и други прашања. Доколку не е тоа, тогаш преговорите би биле многу подолги, тогаш реперкусиите би биле многу поголеми, негативниот ефект би бил многу поголем и второто сценарио вели дека би имале пад од најмалку 5,4% од бруто домашниот производ до 2019 година. Покојниот претседател Борис Трајковски имаше идеја Скопје да го направи Европски културен и гастрономски центар. Имено неговата идеја беше отворање на онолку автентични кафурења колку што имаше земји во Европската унија, на базата на различности и солидарност како во Европската унија. Британија денеска гласа за излез или останување во Европската унија. Кој кому повеќе треба? Унијата на Британија или Британија на Унијата? Тоа ќе го каже референдумот и дали ќе преживее идејата на различности и солидарност. И Македонија себе си се гледа како дел од европското семејство во иднина. Како Брекзит ќе влијае на државата. Македонија разменува со Европската унија околу 60% од бруто од извозот. 60%. Значи, влијанието на економијата, движењето на економијата врз Македонија е дефинитивно големо. Проекциите на Народната банка се прават покрај другите фактори, се вклучува и растот на економијата на Европа. Така што земја која што разменува со остатокот на светот или земја Македонија која што разменува услуги, производи, капитал со Европската унија, ако таму работите не одат добро, не може да очекуваме овде да тргнат подобро, тоа да биде полза за нас. Првиот човек на британската бизнис група во земјава, Марин Гавриловски, вели дека врз Македонија економски не би имало директен голем ефект. Ефектот кој што би бил врз овие компании доколку британците одлучат да излезат од Европската унија, секако би бил негативен. Бидејќи со самото излегување од Европската унија, Британија излегува и од единствениот економски пазар, па дополнителните бирократски процедури кои што овие компании би ги имале, секако би представувале отежнување во нивното работење. Секако, глобално гледано, состојбата со британскиот референдум не би имала некој посериозен ефект врз целосната македонска економија. Можам да кажам дека евентуален референдум за фискална реформа во Белизе или во Панама би имал поголем ефект отколку пак Брекзит. Политички пак, Македонија би изгубила значаен партнер во Европската унија, бидејќи Британија е земјата која е значаен поддржувач на проширувањето. Велика Британија е еден од силните поддржувачи на проширувањето. Од различни причини, ама за нас секогаш нивниот глас бил позитивен. Не беше случајно тоа што Македонија стана земја кандидат за време на британското претседавање со Европската унија. Го поддржуваат проширувањето и даваат импетус на новите и нови членки. Заминувањето на Велика Британија ќе значи губење на еден партнер и поддржувач
на проширувањето од главната маса, еден од големите поддржувачи. И во таа смисла мислам дека интерес на Македонија, кога ние би можеле да одлучуваме на референдумот во Велика Британија, е таа да остане внатре.